Бескаматни кредити за ликвидност, субвенции за придонеси и препорака за работа во 4 смени се дел од владините мерки за спас на македонската економија, презентирани денес. Првата мерка е директна финансиска поддршка на микро, мали и средни предпријатија. Обезбедени се вкупно 5,7 милиони евра, со кои ќе се кредитираат директно компании поради неликвидност, односно компании чија што економска активност е погодена од коронавирусот. Кредитите се дизајнирани со големо внимание, водејќи се од тоа да може да се поддржат во што поголем број на компании. Секоја компанија, во зависност од бројот на вработени, ќе може да добие од 3 до 30.000 евра. Втората мерка е поддршка на компаниите за исплата на плати. Обезбедуваме субвенционирање на придонесите за вработените во компаниите од секторите туризам, транспорт, угостителство и други погодени компании од мерките на владата за месец април, мај и јуни од 2020 година со цел да субвенционираме придонеси по вработен во висина од 50% од придонесите за исплатена просечна плата во 2019 година. Дополнително ќе се формира и фонд за поддршка на туризмот, а воведена е и забрана за извоз на брашно. Ситуацијата со увозот и извозот будно се следи и доколку има потреба во соработка со надлежните институции, ќе се воведе забрана за извоз и за други основни прехранбени продукти. Изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Според информации од Народната банка, во моментов државата располага со 3 милиарди девизни резерви, а стабилноста на курсот на денарот не е доведен во прашање.